Добро утро. Како да се мотивираат младите гласачи да излезат на гласање и дали нивниот глас на вистина се слуша, но и како да се подобри довербата во системот. Токму утрово на оваа тема разговараме со Зорана Антовска, демонстраторка на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Зорана, добро утро и добре дојде во Македонија на утро. Добро утро, Мартин, и добро утро на сите гледачи. Многу ми е драго што денеска имам можност да поразговарам со вас токму на оваа тема. На што се должи тој мал интерес кај младите да излезат на гласање? Дали можеби немаат доволно доверба во системот или пак имаат недоволна информираност? Така, многу е интересно што веќе повеќе години, токму кога зборуваме на оваа тема, се навраќаме повторно на истите проблеми. За жал живееме во ера која што мислам дека на нас младите и на младите студенти, на младите гласачи им нуди премногу информации. Имаме достапност на до многу информации, меѓутоа сепак на крајот се навраќаме на недовербата во системот, кој што веројатно не сме задоволни и да ги нуди решенијата кои што ние ги бараме, како сето тоа го имплементира во стварноста. Така што мислам дека младите луѓе пред се не излегуваат на гласање ради недовербата во самиот систем, а не толку поради апатичноста или малкуте информации кои што ги имаат. Сега како да ги мотивираме да има поголемо учество на младите во изборите? Дали сметате дека можеби треба да се промени нешто во традиционалните кампањи? Да, секако, затоа што младите луѓе, современото општество бара и современ пристап, како да им пристапиме на младите луѓе за изборите и самите процеси, пред се општествено политички процеси да ги направиме поинтересни. Така што мислам дека веќе оние како се самите кампањи засновани во нашето општество е веќе до некаде здосадено на младите гласачи и тука пред се би споменала дека дури и кампањата на социјалните медиуми кои што ги имаат сепак се засноваат на истиот наратив, така што би рекла дека променувањето на наративот би донел до поголема заинтересираност. Кога велам промена на наративот, пред се мислам од пристапот млади за млади, нешто кај нас кое што дефинитивно ми недостасува. Ние многу ретко гледаме дека всушност младите луѓе се оние кои што ги носат политиките и се активни застапници на политиките за младите. Секогаш има некој повозрасен од нас кој што подобро знае што е доброто за младите. Така што верувам дека тоа прави една голема демотивација кај младите луѓе да излезат всушност на гласање. Понатаму исто така е доста интересно во пресрет на локалните избори нефункционалноста на младинските совети. Во таа насока беше и моето следно прашање, колку е слушнат гласот на младите и што треба да се направи за истиот да биде слушнат, со оглед на тоа што имаме закон за млади, за младинско учество, кој предвидува отварање на совети, односно формирање на совети за млади во општините, понатаму назначување на службеници за млади, но и формирање на младински центри во секоја една општина на територијата на Македонија. Колку тој се спроведува во пракса и какви се резултатите од овој закон? За жал, законот беше донесен на едно одлично ниво во времето во кое што се носеше, меѓутоа за жал мојата перцепција е дека се помалку и помалку млади луѓе се всушност запознаени со постоењето на овој закон, а тоа пред се должи на лошата имплементација во самите општини. Многу голем број од општините се уште немаат совети за млади. И најголемиот проблем е што токму тие совети за млади треба да бидат оние кои што ќе ги застапуваат младите во општините. Многу често на овие совети се гледа како на нешто кое што само треба да постои, да го имаме и младите да бидеме само како еден репрезентативен примерок со постоењето, меѓутоа тука недостасува пред се транспарентноста и исто така според мене недостасува и недоволната суштинска функционалност каде што се повеќе и повеќе млади требаше да се приклучуваат на овие совети и кога велам транспарентност велам што тие совети каде што постојат всушност направија, како го добиваа својот буџет, дали тој буџет беше доволен за да се постигне се што им е потребно на младите.
Мислам дека во оние општини каде што функционира транспарентност и не говори баш многу за нивната работа, затоа што на крајот на денот се сведува на неможноста за имплементација на поголемите проектни обврски кои што овие совети ги има. Кажете ми, Зорана, што треба да се промени во изборниот процес за да се привлечат се повеќе млади гласачи? Дали може би технолошкиот пристап или пак воведување на еден вид електронско гласање со цел поголемо учество на младите? Пред се првата работа која што треба да се воведе е поголемата проактивност на самите партии кои што сакаат да допрат до младите, веќе да не даваме само реактивни одговори на она кое што се случува во моментот на избори, туку да бидеме многу повеќе проактивни во однос на потребите на младите. И веројатно да останеме на оние работи кои што сме ги ветиле, подобро да ветуваме помалку, меѓутоа тие работи на крајот, сепак до крајот на нашиот мандат да бидат исполнети. Дефинитивно мислам дека пример воведувањето на електронското гласање би било одлична работа за младите луѓе, затоа што нормално технологијата моментално го освојува светот, така што не мислам дека треба да заостануваме. Меѓутоа, дури да се случи тоа, мислам дека самата недоверба во институциите нема да ни нуди доверба дека и овој систем би функционирал, така што не верувам дека во моменталната ситуација, дури во воведувањето на електронското гласање ќе ја зголеми активноста на младите, туку напротив може да поводи многу нови стравови и многу нови проблеми. И за крај на ово наше линковско вклучување, ги споменавте претходно социјалните мрежи, кампањите што се одвиваат на социјалните мрежи, рековте дека се буквално се пренесуваат онака како што е всушност на терен. Како треба да изгледаат кампањите на социјалните медиуми? Она кое што недостасува на социјалните медиуми е некоја идеја и визија и мисија каде сакаме ние со младите луѓе кои што останаа овде да соработуваме и како ние всушност планираме да ги вклучиме во иднината и како планираме после изборите ние всушност да ги направиме оние промени кои што сме им ги ветиле. И нешто кое што особено многу ми недостасува е да видам некој политички коректен речник на социјалните медиуми, затоа што единственото што можеме да го забележиме, особено во време на избори, е оној говор на омраза, кој што многу често може да се преслика и на младите за уште поголема демотивација, затоа што дали нашиот глас на вистина вреди и дали нашиот глас на вистина нешто ќе промени кога живееме во вакво општество, а социјалните медиуми се многу добар пример како всушност нашето општество функционира. Зорана, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија научи. Ви благодарам и вам. Колеги, разговаравме со Зорана Антовска, демонстраторка на правниот факултет при УКИМ, наша тема беше како да се привлечат младите гласачи за да излезат и да гласаат.